Бидете со нас. Само новинарството носи светлината на денот. Сашо да кажеш? Запалило веќе огонски, без тебе ни се гаси, ни се пали. Аплауз. Точно. Добар ден, почитувани гледачи, добредошли во новото студио на Еден телевизија. Се разбира таа чест да го промовира овој нов амбиент имаше Александар Чомовски, легендата на македонското новинарство, кој што има пагано и гасено неколку телевизии во изминатите 30 години. Да го решивме да ни тргне со среќа, влезе со лева или со десна нога, ја веќе не знам која е. Јас сум Сашо Ордановски, ќе бидам домаќин на понеделничките емисии заедно со вас на отвореното студио, а заедно со мене низ неделата ќе ве водат моите колеги и колешки Анета Кочишки, која што ќе ја споделува атмосфера секој работен ден во Секој четврток, така е. Колешката Јадранка Костова, која исто така секој петок ќе биде со вас, којата Ацо Кабрамов, кој со Боријан Јовановски ќе ги Да, ние водат ќе бидеме средите. пар, да. Вие сте пар. Стар пар. Мушко-мушки пар. Така е. И потоа колегата Чобовски, кој што ќе води ќе се спари со тек на време. Ние се надеваме дека Еден телевизија ќе ви понуди динамична програма која што навистина доликува на овие модерни телевизиски формати. Тоа значи во живо, тоа значи постојано во интеракција со публиката, тоа значи со многу своји репортери и новинари онаму каде што се случуваат настаните. Во студиото ќе викаме бројни гости, некои од нив кои што и не биле во другите телевизиски студија, бидејќи како што знаете Македонија не е преголема земја и бројот на оние кои што се вртат пред телевизиските камери е постојано се брои во неколку дузини луѓе. Ќе се обидеме да извадиме нови авторитети, да извадиме нови експерти, да извадиме нови занимливи личности, бидејќи нема да говориме само за политика и за актуелни настани, животот впрочем е обоен во милион бои. Тоа ќе го видиме и денеска, бидејќи чом се надевам дека ќе не прошетам низ студиото со сите оние кои што ќе ја чинат оваа жива програма во наредните месеци и години. Чомовски поведи. Прекрасно можам да кажам дека овој амбиент има своја смисла со иако може би не е најлакотно да се каже дека тоа секој креативен возлес на Боријан Јовановски и тоа мораме да го дадеме признание бидејќи беше се. Познатиот Боки 13. Не знам дали е у режија сега. Мој следен соговорник е Јана, Јано Моме. Добар ден, Моме. Јас сум од тебе најмалку 3 пати по возраст. Кога ти не почнуваше новинарство или се раѓаше, и јас во Радио Скопје, во Радио Спектар правев Хајд парк. Тоа што сега вие го крстите една минута, глас на народот, глас на вселената се. Кога јас работев Радио Спектар, се ова имења што има директно со мостови на балканските простори. Сакам да те замолам во една минута да ги прашаш нашите гледачи што им недостига и што би сакале да ни сугерираат тебе и мене, како да изгледа новото чудо. Во ред, јас драго се согласувам со огромно задоволство и еве веќе од 19:30 часот на нашата, односно минутата на гледачите, со задоволство ќе им го поставам ова прашање, бидејќи сепак доаѓа од вас. И мислам дека е сосема на место со цел за да се подобриме и за да дадеме што поквалитетна услуга на гледачите и она што го нудиме.
ти доаѓа идејата некого внатре, изнервиран да го отераш во мајчината? Секако дека не. Тоа е парот кој ме враќа во моите дамнишни и средни 80-тите години. Јас сваќам така да Човоски, меѓутоа иднината е нивна. Ние само ќе им помогнеме што подобро да ја дочекаат. Овдека околу мене се колегите со кои што низ неделата не само во деновите кога ги водат програмите, туку и во деновите кога други ги водат колеги програмите, ќе соработуваме за да создаваме што подобра и што подинамична програма, а не тако чишки. Што очекуваме, што ќе им понудиме на гледачите од она што досега може би имале прилика или немале прилика да го гледаат? Па со самото тоа што имаме амбициозен проект со големо време траење и со многу сати вклучени рефлектори, во старт нудиме нешто поинаку. Нудиме нешто што досега барем кај нас не е видено. Имаме многу таймслотови во кои што ќе имаме живи или гости во студиото, вестите настрана бидејќи тие мора да ги имаме и да го потенцираме тоа што ти го кажа на самиот почеток. Нема да зборуваме само за политика, да, ќе сакаме да вадиме постојано нови лица на нашиот екран, да ги запознаат гледачите и секако луѓе кои што не се од политиката, туку имаме многу теми кои што се од лајфстайл и од обичниот живот, нели? Едно од новите лица кои ќе ги извадиме на екран е Јадренка Костова. Бидејќи Јадренка, јас барем памтам соработку што од времето на Безнаслов со повод во МТВ. Јадренка се враќаш на малите екрани во голем стил. Да, се враќам, но еве кога гледам Чумовски, Боријан, Се тебе тешиш. и Асим Камранов, ова е деновиве пред години Македонска радио телевизија. Младите не знаат дека сум работела на долго време на телевизија. Каде се метузали? Мислам дека една сериозност комбинирана со младост на нашите помлади Да. колеги. Просек сме добри. Просек чаде ме сарма, како вела тац. Чубаво Еве, да јас ја вакам најмлад меѓу вас мачките. Да. Еве јас сакам да Идете со- кажам дека пред нешто повеќе од 6 месеци ја започнавме еден ТВ и уште тогаш си зададовме задача дека ќе бидеме брзорастечка телевизија и дека целта ни е што побрзо да стасаме на врвот. Со нова програмска шема и со стартување на овој мега проект, мислам дека правиме уште еден голем залак, кој што сигурен сум дека гледачите кај гледачите ќе најде на добар прием. Инаку креатор на овој мега проект е идеен творец е сопственикот на Еден ТВ, како што каже Чумовски Бојан Јовановски. И нас ни е дадена на сите шансата да победиме. Па овој пат ќе треба стварно мене, може дека си земам Како да збор, не. бидејќи ова палење во светло е така ми прави флешови и ме враќа у некои доста травматични ситуации од поблиското минато. И некако си викам ова е веројатно трета среќа, барем кога станува збор за навраќањето на минатото радио, телевизија, А1 и така натаму. Со Чом почнав како млад новинар, од него учев многу и од Дацо во радио. Сите почнавме Имавме со обид Чом. да направиме една реформа Се во почна од Чум. во Радио Скопје во тоа време да стане стварно демократски медиум. Пропадна проектот. После тројцата се најдовме у А1, пропадна проектот и сега ова е трета среќа стварно да имаме у Македонија Не, еден. Ајде не Ни пропадна. работи, немој се. Трета Ајде, не среќа, тоа пропадна. викам, затоа Ајде, викам, беше трета среќа. Успешноста на овој проект секако не зависи само од нас, туку зависи од големата екипа која Да. што ќе се појавува пред камерите, но и зад камерите. Чумовски, дел од таа екипа е на масата околу тебе. Ова маса е новото студио 1 по својот изглед и микс од искуство, надеж и младост. Морам да ти кажем дека во мојата мемуаристика, кога почнува во еден и кога Ачо инсистираше да водиме вести, јас како највозрастен, веројатно најмногу пелтечев поради оној несреќен идиот. И никогаш во животот после 5 емисии не читав од идиот. Втората димензија, сите реализатори кои тоа време носеа СВХС, БТ и така натаму, ќе ги фрлеа касетите и одново ја водев емисијата во живо. Се надевам
дека ќе сватите дека вестите, меѓу другото, имаат своја содржинска и многу е важно да ги доловите во една ноншалантна атмосфера. Што мислиш ти? Бака Чомовски, уште на самиот старт пред 6 месеци, кога ја започнавме цела оваа приказна, рековме дека ќе бидеме брзи, точни, но и креативни. Затоа мислам дека вестите на Еден ТВ се особено со богата содржина и нешто што ние го презентираме во точниот момент кога се случува и самата информација. Секогаш се трудиме да бидеме најбрзи. Гордана, дека стигне до твојот ред телефонот, дали мислиш дека имаш доволно кадрски ресурси за една многу важна комбинација на брзината на информацијата и на пласманот? Најпрво ти благодарам што ме стави мене во овој дел на млади кадри, ниту со искуството, ниту со годините не припаѓам. Меѓутоа, да, како уредник на информативната програма сум многу задоволна што имам многу креативна млада екипа, полна со ентузијазам. Се надам дека режијата ќе успее да ги пушти. Да, имаме инсерти од дескот за да ја доловиме атмосферата што се случува во текот на денот и како се подготвуваат вестите и прилозите. Режија? Сепак додека се подготвува, значи овој дел тука каде што се наоѓаме е делот предвиден за вестите. Како што знаете, за прв пат ќе одиме со новиот концепт на отворено студио и со централни вести, затоа повеќе ќе ни каже Александар, кој што заедно со колешката Джугуманова се задолжени за вестите. Сите ние останатите сме во функција и на отвореното студио и на вестите, бидејќи упатени сме на интеракција и на соработка на дневна основа. Практично, карактеристиката на оваа отворена програма ќе биде што во текот на секое попладне до сите вечерни часови од 14 до 23 часот, студиото ќе биде отворено за сите настани кои што можеби во тој момент се случуваат некаде низ државата, во светот, секако во Скопје. Се разбира, за сите настани имаме новинари и репортери на терен, кои што во секое време, со оглед на должината на отвореното студио, ќе можат да влезат, да ни раскажат што се случува од терен и ќе ги имаме најновите вести. За староста. Кога Александар ме интервјуираше како презентација, ме праша во сред емисијата како да ме ословува, како колега, како чом, како... Од тој момент ми дојде низ главата едно епохално дело на Тургенев, Татковци деца. Па ти сега види. Да, има разни такви дела, има и нешто што се вика Буденброкови, има и нешто што опишува разни генерации кои што ствараат, а некои потоа рушат, распродаваат, па доаѓаат нови кои што повторно создаваат. Другиот дел од тимот кој е таму горе? Десно од мене е Банерски, едно од препознатливите лица на отвореното студио на Еден ТВ. Благодарам го за најавата, да, тоа што ние, јас и Чаловски, се обидувавме да го постигнеме во 6 месеци, сега нели го гледаме крајниот резултат, меѓутоа ако некој не праша зошто сметаме дека ова е победнички проект или како да кажам тимот што победува, тоа е токму поради тоа што ги спојуваме искуството и младоста, желбата за за да промени, желба за постигнување на одредени светски стандарди, сето тоа го правиме со веќе искуството кое што е втемелено во нашите повозрастни колеги, така што мислам дека токму поради тоа ќе успееме, мислам веќе успеавме да се наметнеме, меѓутоа уште посериозно да го зграпчиме пазарот и да им понудиме на гледачите она што можеби до сега не го виделе на ниту еден друг медиум во земјава. Кога гледате Александар Петрески, ќе го гледате секој ден во вестите, во неколкукратни изданија, колешката Елена Джугуманова ќе ги води дневниците вечерни, и тие двајца како пар мислам дека ќе ни ги даваат главните како да кажем инфлуенци во информативна и во се надевам во жива вистинска телевизиска содржина секој ден низ текот на целиот ден. Александар, како ти се чини тебе целата атмосфера? Ќе читаш ли од идиотот или... Јас мислам дека ние младите ја комбинираме технологијата и искуството кое што го црпиме од постарите колеги. Мислам дека со термините предвидени за вести, меѓу кои и централните вести во 20 часот, ќе се обидеме и ќе се потрудиме, а секако и ќе постигнеме да ги покриеме сите дневни актуелни настани и се она што се случува во земјава и светот и секако да им го пренесеме на нашите гледачи.
Јас ви благодарам. Мислам дека за неколкумесечното постоење на телевизијата, Чомовски, ја не знам која е таму во библиотеката книга која што толку те интересира. Меѓутоа, мислам да ти го време дајам. Десанка Максимовиќ хочу да се радува. И вистина е време да се радува. Еден човек стана дефинитивна звезда низ оваа телевизија во последните месеци. Дури мислам дека во текот на летото се направи еден таков продор на социјалните и други мрежи, не само на телевизијата, околу неговите резолутни, секоја занимливи, понекогаш контроверзни ставови околу модата. Се разбира, говорам за Сергеј Варошлија, кој што е веќе икона на македонската модна сцена. Жесток, немилосрден, но исто така знае да биде и нежен, особено кога него го критикуваат, а имаше и такви моменти. Благодарам, Мрдановски. Да, знам да бидам и многу оштар. Чомовски не се плашим, молим да знам да бидам и многу оштар, меѓутоа знам да бидам и многу нежен. Односно, јас на луѓето им го давам тоа што ми го враќаат назад. Функционирам на принцип на една размена. Ова е сепак една работа која што треба да ги и забавуваме и едуцираме луѓето, затоа што сметам дека сепак Македонија како народ заслужува да биде на оваа тема што јас ја работам соодветно информирана и образована. Ти сум коректен за предпладневна програма. Многу си коректен, само чекай тука нешто си ја... Ми шета нешто. Овој Боријан Чомовски заврти на штиклата. Кажи му, молим те, Сергеј, кажи му. Кажи му, објасни. Не е тоа од времето Старе не знам. 6-8 месеци или? Па мислам дека е... 6-8 месеци. Таман. Не знам зашто. Се враќаш ти нешто многу во времето. Цело време збориш како се враќаш во времето и како се нешто те потсеќа. Мене ме интересира сега Чомовски. Ме интересира моментот, сега ме интересира еднината. Не само тоа, туку што со Сергеј и со неговата емисија меѓу другите, покажавме како еден ТВ дека не е само ова што се случи во студиото, она што е реалноста, туку социјалните мрежи, социјалните платформи, навистина експлодира во некои од неговите интервенции во јавниот простор. И мислам дека еден телевизија, колку што ќе води грижа за ова што се случува во студиово, мислам дека подеднакво ќе се води грижи за она што еманираме како некаква порака на социјалните мрежи. Анета, имам ли право кога го говорам? Потполно си имам право. Некако знаем дека ќе биде така, не знам зошто. Но, не завршува целата забава само со Сергеј, а таа забава е сериозна забава, се разбира. Ги имаме колегите од Ексклузив, кои што ќе се обидат да продолжат една традиција. Чомовски, микрофонот или телефонот, зависи како ти е позгодно. Не. Микрофонот да Него знам да видам како ќе продолжи. Има филм. Сергеј, интервенирај со штиклата. Само да те прашам, на што јас те враќам тебе? Пошто сите нешто те вратија во времето, како јас те враќам тебе во времето? Ако имаш намера носталгијата да ми ја пренесеш во еден миг на сентименталност, тогаш морам на гледачите да им кажам. Твојот татко, починатиот Ѓорги Варошлија, меѓу другото, кој создаде дел од оваа екипа и кој го создаде ремек делото на Радио Скопје, Радио Спектар, една плејада на секогаш беше оној кој нас не учеше на тивкост. Ние бевме прилично агресивни. Мислам дека би можел од твојот татко и на одреден начин мојот соборец па и учител да научиш нешто што е одмереност. И особено јазикот. Нема оштро, има остро. Ексклузив екипата. Или за ексклузив екипата јас сум предодреден во својот хедонистички напор да ги барам секогаш убавите нешта. Добро вечер. Добар ден. Не, тоа ја нарочно правам, за да се соочам со ексклузив, повели. Ви благодарам. Еве, интересен момент доаѓа кога станува збор за ексклузив и моментот кој што ќе се даде за македонската естрада. Нешто што и Стефан верувам дека ќе се согласи е дека таа повремено заспа, додека политичкиот сегмент беше активен, нашата естрада заспа. Па верувам дека и ќе можеме со сите оние прилози, настани и наши ексклузивни гости во студио да ја доловиме и да ја доближиме естрадата на едно поинакво интелектуално ниво. Кога држиш часови за логореја, ја инаку важам за ораторски тип, ама логорејшто за тоа би сакал да ја презем. Николина и Стефан, мислам дека токму на вистински начин ќе продрат во она што ќе биде ексклузивно на шоу сцената, во шоу бизнисот. Тоа е нешто Чомовски што се случува кога ти ќе заспиеш и така. Ако е завршува кога почнеш да трчаш на Вардар. После 4,5 сабајле. Стефан, како ти се чини тебе целиот заф?
Па добро, јас би почнал секако дека ми е чест и задоволство најпрво што сум ваш колега, познат имиња во новинарскиот свет. Јас сум за сега нов. Телевизија сепак не би била телевизија ако нема емисија од забавен карактер. Ние сме за тоа тука, да ги забавуваме, информираме и македонската публика да дознае повеќе за македонските јавни личности, сепак. Ви благодарам. Пред да поминеме кај Сладјан, кој што ќе ги води спортските содржини на 1 ТВ и кој што веројатно ќе најави дека и денеска уште ќе имаме веќе некои гости, бидејќи микрофонот треба да стигне до таму. Јас сепак ќе се Чумовски чита книга, нема време. Те молам, Стефан, ако не ти е тешко. Сакам да ги замолам моите колеги, бидејќи навистина се собравме околу оваа маса на еден начин прилично, како да кажам, по различни поводи со една харизма која што Боки 13 од себе ја зрачи и кој што успеа да вистина не состави во еден ваков тим. Веројатно, а тоа го гледам и од она што до сега со Недели го разговараме, има една жарка и нас и заради состојбата со новинарството во Македонија. Јадранка, ти си навистина на фронтот на таа состојба и заради Фокус, каде што ти е главниот ангажман, се разбира новинарски. Ќе успееме ли нешто ново да направиме во таа смисла? Осудени сме да успееме. Јас сакам јавно да за петок терминот од 9:20 те поканувам да ми бидеш гостин, Боријан Јовановски и Чомовски. Ама да полемизираме. Темата ќе ви ја соопштам во четврток. Добро, ќе биде неизвестно. Да држи тензија да. Боријан, јас сум во фаза на ексклузив, сакам да не сум. Боријан, ти помина низ неколку телевизии, имаш и приватни продукции, имаш и други ангажмани и така натаму. Како ти се чини тебе целата состојба со новинарството во Македонија? И овој момент кога одбравме да заедно направиме еден проект? Не знам, ова тешко прашање уствари. Како е новинарството се во Македонија? Уствари многу лесно. Излегуваме од еден тежок период и сега е ова на некаква нулта. За мене, затоа и се придружив кон новој тим. Стварно треба, мислам дека имаме шанса да направиме нешто. И ова од нас зависи, целава приказка. Добро е што не собра Боки и вака како што собра со целиот негов шарм, дух, кој е така како една таа кохезивна сила и да седнеш, иначе на друго место да седнеме, може ние да бидеме и рогови увреќа, да биде наша попара. Ама очигледно овде тоа многу, тоа чувствувам тој продуктивен дух и стварно мислам дека имаме можност да направиме нешто, а и гледачите заслужуваат, јавноста македонска стварно заслужува една телевизија која ќе биде отворена. Ацо ни се враќа после една подолга пауза после еден телевизија, сега повторно во 1 ТВ. Ацо прошета во многу телевизии. Бе во еден, да, па во Канал 5, па во Алсат, па направив една пауза од... Ја и усител бе, па тоа кој е така. Нема таа чест, но јас сакам за новинарството отворено да кажам дека тука сме негде на дното и тоа поодамна. Дали е производ само на режимот, мислам дека пред се вината е во нас, новинарите. Не зборувам за тоа поделеност, неподеленост. Нека бидеме поделени, ама нека ги почитуваме професионалните стандарди. Ја ќе се воздржам од контрирање на тие ставови, бидејќи не ги споделувам до крај, зашто кај Јадранка ќе имаме шанса да се распукаме. Професионалните стандарди треба да ги почитуваме, јас се надевам дека тука ќе почитуваме тоа и дека нека биде еден мал зачиток ние да си дадеме една таква задача дека ќе пробаме да нема фейк нюз. Сладјан Ивановиќ, инаку ќе биде задолжен за спортските содржини во 1 ТВ. Сладјан, мислам дека уште денеска почнуваме јако. Вчера мислам, ја не знам кој гледаше, кој не гледаше, ноческа и беше Џоковиќ, не сум сигурен веќе и ја веќе со спиењава, не знам како стои. Ако ги следиме примерите од вчера, треба да почнеме јако. Најпрвен поради победата на фудбалската сениорска репрезентација, втора во УЕФА Лигата на нации. За таа цел ќе имаме можност и гледачите ќе имаат можност одблиску да се запознаат и со предводникот на оваа селекција, селекторот Игор Ангеловски вечерва. Исто така би бил и благодарен доколку не ги следиме останатите примери на останатите телевизии и што повеќе минутажа би имале во 1 ТВ за спортските минути. Се надевам дека
ќе биде Сладжан, така. се надевам дека сите ќе се бориме за поголема минутажа. Тоа може да донесе само добра конкуренција и добар квалитет. Име, Повеќе. да се вратиме на нешто што е наша вокат. Сам Измакта не знам кој го прочита некој цитат, не знам готови кој сме. е библиотекарот, но феноменален избор направи. Историја на македонскиот народ. Академик Михајло Апостолски, началникот на Генералштаб. Мислам дека наредната година дена оваа историја веројатно ќе претрпи тумбе, а ние веројатно ќе се соочиме со историскиот дефект да ја менуваме адхок и да предизвикуваме лавина реакции дома и надвор. Се надевам дека ти го пуштив предизвикот за некои од следните дебати. И не шетам више по библиотеки. Ацо, всушност ми прави добар вовет. Освен што ќе дочекаме наредната година да видиме што ќе се редефинира од историјата и веројатно наредните години, ние сепак не чека една историска работа која што ќе се случи на 30 септември. Ќе се случи референдумот. Еден ТВ ќе биде целата, би рекол, ставена на располагање на покривањето, на одивањето од гласите, подготовките на референдумот. Како се подготвуваме? Не би било професионално ако не го правиме тоа, да допре до гледачите, до граѓанинот вистинската информација. Ете, видовме од анкетите дека колку беа, само 2 или 3% го прочитале договорот. Значи, наша задача на медиумите, не само на еден ТВ, на сите е да ги запознаат гледачите со суштината на Преспанскиот договор и нивно е, без да навалуваме гласите за ово или оно, нивно е да изберат, но да имаат информација точна, а не да бидат жртви на договорот. Тие што го читаат различно го толкуваат. Не, ама мислам дека е добро, овде имаме добра шанса да идеме да го разглаваме точка по точка. Например, една од интересните дебати кои јас би сакал да ги имаме, да речеме бизнисмените, економистите да кажат како врз брендирањето на производите Македонија, не како тоа ќе оди, како ќе оди таа промена. Бара јавноста, знаете, не се сите кон нас оптеретени со дневно актуелни настани. Има луѓе се бават со нуклеарна физика. Во среда направи го тоа. Има ли сепак некој од масава? Правевме еден брифинг, јас и Борија. Има ли некој на масава кој што мисли дека повикувањето на бойкот на референдумот е вистинскиот избор за овој референдум? Не, јас мислам дека не. Да, за мене е нонсенс да повикуваш на бойкот на референдум кога некој треба да го каже својот глас, тоа не е забрането. Добро. Мислам дека е време, бидејќи оваа телевизија треба нешто да живее. Така е. Време е да го најавиме првиот рекламен блок и секако првата содржина која ќе биде стандардна во овој дел од денот. 14:40 се минути за серискиот филм, кога ние малку ќе здивнеме и веднаш потоа Ордановски ги има своите први гости за денеска. Така е. Затоа предлагам да Чумовски мафташ со стиклата. Ќе се симнеш доле или и натаму ќе го изигруваш граѓанин Кеј. Пријатно од мене. Иначе Сашо има направено сценарио кој ја да сум го правил, врхунски. Со ова нота бене изјава на мојот колега Борија Јовановски, би сакал да се одјавам од овој дел од студиото, бидејќи следуваат реклами, а потоа следуваат редовните вести, па продолжуваме со отвореното студио. Ви благодарам што бевте со нас на отворањето на оваа нова фаза во најбрзо растечката телевизија на македонскиот пазар 1 ТВ и се разбира му благодарам на големиот тим на моите колеги, уредници, новинари, техничкиот сапорт, поддршката техничка, да не ја заборавиме секако, кои што стојат за целиот проект. Се гледаме наскоро повторно во живо.